Се враќаме назад во студиото и со оној последен блок кој што го водиме јас и колешката Јана Јосифовска. Наши гости се господинот Љубомир Костовски, долгогодишен новинар, аналитичар, поминал низ повеќе редакции и секако Фуркан Салију, еден од оние помладата генерација новинари кои што за волја на вистината би рекол дека ако има кај новинарите некаква номинација за новинар на годината, како што тоа се случува во спортот, Фуркан секако би бил номиниран ако не и би освоил. А може би си заминал од манифестацијата ако се говори само на македонски. Добре дојдовте. Добре дојдовте и двајцата. Ова ја заокружуваме на некој начин годината со сите оние случувања на внатрешен и на дворешен план на политиката во Македонија, но за старт еве една година веќе работиме во еден можеби друг амбиент, па би рекол колку е тоа променето, барем додека кога се работи за медиумските работници и новинарите. Господине Костовски, би почнале од вас. Да, поминавме една година која е многу компликувана и напната. Јас би ја оценил, не би рекол дека е многу лоша, бидејќи јас сум поминал многу лоши години, од кога памтам, да речеме, од 79-та година наваму, секоја година била по нешто кризна и била тешка да поминување, така да сме малку отрпнати на сето ова. Со тоа што оваа година беше година на раскртница, една голема раскртница, крстосница која треба да ја поминеме, која требаше да ја поминеме, која за почетокот, барем за најголем дел од луѓето, беше проблематична дали ќе се помине така како што можеби беа очекувањата. Знаеме дека добивме на почетокот на половина на годината, јас го викам тоа, на добро делење на картите, значи ни се погодија и ние можевме да сметаме дека една етапа многу важна во развојот од осамостојувањето сме ја добиле, меѓутоа имавме уште две други скалила кои требаше да ги скачиме, тоа се беа проблематични од стартот, дали ќе може, тоа е референдумот, тоа е едно, второ, усвојање на промените на уставот со оглед на констелацијата на силите внатре. Нешто што дојде после договорот за добрососедство со Бугарија, ратификуван во јануари, па договорот со Грција би бил еден вид на хајлајт на годината. Барем на политички план. Секако, мислам дека тоа е една незаборавна случка. Можеби и заради таа драма што претходеше, ќе има, нема договор. Се сеќам, тоа беше еден вторник кога стигна таа вест дека конечно ќе се потпишува. Бевме повикани како новинари во владата и таа многу луѓе, мои колеги го осетија како историски момент. Вика, една од добрите работи на новинарството е што присуствуваш на такви историски чинови. Се добива можеби впечаток дека 2018-та еве спомнавме како еден хајлајт на внатрешен, па и на надворешен план. Меѓутоа, за волја на вистината, може да се каже дека многу работи се случија, што позитивни, што негативни. Фуркан, еве едно твое видување, што би издвоил, што позитивно, што негативно, најчесто што на внатрешен план, што на надворешен план? Ја за овој дел од политичкиот дел не би коментирал, не би сакал да коментирам затоа што новина работа, мојот дел е да информирам и не би сакал да анализа од поглед на она што се информира. Овој дел би кажал два-три збора за новинарскиот дел, да, полесно се диша, ако можам да кажам. Подобар амбиент за работа има за нас новинарите, можеби и сме посигурни за тоа што нели протестите кои што беа со шарената револуција, па после и други протести, као да спласна и некако и побезбеден може да кажеме дека е амбиентот, но за тој дел, за политичкиот дел не би сакал да коментирам. Тоа Не, прашањето ни беше повеќе во контекст на оно што го спомена и Чаловски, за оно што си информирал, што си известувал и што сметаш дека може да се издвои како впечатливо. Бев и во Преспа, како ти кажам, емотивно е кога само во третата твоја година како новинар си присутен на еден таков голем настан како што беше потпишувањето на договорот со Грција, спор кој што нели е долгогодишен со нашиот сосед. После тоа веќе знаете како се одвиваше целата ситуација.
многу пати после подпишувањето на договорот и ние бевме можеби заложници на двете страни кои што се фаќаа за се и се што за да го едната страна да го Поддржи другата, успори да. процесот, другата да го забрза, но сепак тие си имаат своји политички калкулации во кои што не би сакал да навлезам. Еве, сме полека при крај на процесот, секако тоа е најважен процес ако веќе ја коментираме минатата година. Се случаи неколку работи кои што можеби ниту за јавноста, ниту за мене како новинар не се баш онака по наша волја, како да кажам. Имаше амнести, па луѓе излегува од притвори како затвор да е хотел, а не Ке ги продискутираме, да, тие сите така некои поважни моменти, барем во поглед на оно што медиумите го третираат, ќе го дискутираме. Меѓутоа, господине Костовски, колку од аспект на тоа што Македонија повеќе речиси 12 месеци и тука некаде е периодот кога нема антикорупцијска комисија, една важна алка која што би требало да влева стравка и политичарите на кои што ние сме им коректив, па медиумите на некој начин се оние кои што ги држаа рамките на тоа како треба политичарите да се однесуваат или пак би требало да биде така. Колку сме ја завршили улогата на тоа? Да, апсолутно. Мислам, медиумите беа единствени кои требаше да заменат институциите кои ги немаше. Антикорупцијска не постоеше и претходна, мислам, морам да приметам, долго време не постоеше. Односно, постоеше сосема формално, бидејќи немаше доволно чувство ни храброст да се осмели да си ја работи работата заради која е основана. Се зависи од таа така наречена седма сила, никош не би се согласил дека сме некоја посебна сила, меѓутоа имате некоја одговорност. Може би фактот што има многу повеќе телевизии, што има некоја внатрешна компетиција. Мислам дека сето тоа го размрдува тој жаборник кој си постои и кој ги извлекува работите на виделина. И добро е што медиумите секако ја работа таа работа, меѓутоа секај нас застанува, знаете, работите се откриваат и остануваат на таа површина, немате разрешница на кризата и затоа е таа долготрајна и толку мачна и напната. Вие не знаете што ќе се случи утре. Не знаете како ќе се изгласа нешто во парламентот, дали ќе се стави, не знам, дали ќе се избере ДИК, например, имате тој проблем кој имавме, па се избра по стариот систем, значи вие едноставно немате сила да промените нешто. Тоа е сериозна работа, значи ДИК функционираше за последните избори по стариот систем. Се уште функционира така, иако идејата за реформата на ДИК беше тоа да биде сосема поинакво тело. Во текст сега исто реформи кои се многу битни, да речеме, законот за медиуми, функционирањето на агенцијата за аудиовизуелни медиуми, исто така многу важно, еве, баш заради работата на медиумите, заради тоа што се регулираат многу важни работи, се прави нееднаквост, да речеме, меѓу медиумите. Што ако имаме многу медиуми, кога некои си го држат монополот, ние го гледаме, и дека треба тие работи да се средат. Меѓутоа, не знаеме како ќе се средат. Еве, денес треба да се усвои тој закон за медиуми, меѓу другото и никој од нас, верувам и надвор од судиово и така натаму, не знае како тоа ќе се разреши, што ќе донесе ново. Дали вистина ќе има барем мало помрднување во или пак постфестум ќе треба повторно се да работи за реагираме, меѓупартиски договор за тоа кој ќе биде идниот директор и кој ќе бидат идните членови на советот. Само формалност да даме ги тоа. Тоа е една формалност која не ги задвижува, значи ви го убива ентузијазмот како новинар, затоа што знаете дека ќе откриете, не знам сега, можеби подоцна ќе разговараме, вие ќе откриете, еве ја напишав минатиот пат дека повикувајќи се на руски медиуми, дека се отвараат низа македонски фабрики, значи станавме ние извозници на капитал во Ростов на Дон, а овде ги затвараме, како што е да речеме здравје Радово практично. Имаме ново здравје во Ростов на Дон, имаме нов хотел Русија, имаме веројатно и нова Систина болница. Тоа се исти сопственици. Дали ме сваќате? Значи се случува нешто и никој не реагира, знаете.
Тоа е откритие, мислам, некакво откритие, некој треба да се замисли што значи тоа овде затварате здрави радово, таму ги отварате. Истиот погони така. Мислам, тоа е она што го сопира, мислам дека е се уште забрефтано новинарството и се надам дека ќе остане во добра кондиција. Ево, поглед на тоа, барем кога говориме генерално за новинарството, имаше едно видео кое што се вртеше низ социјалните мрежи. Фуркан, на тоа видео си ти, каде што го прашуваш Никола Груевски како човек кој што претендираше да ја продолжи своето управување со државата, што ќе се случи доколку ги загуби изборите, на каде што тој одговара ВМРО ДПМН ќе ги добие. За локалните мисли, да. Не ги доби и се случи бегството на Никола Груевски. Па тоа веќе беше многу лесно да се предвиди. Каде мислам за сите нас беше лесно да се предвиди каде ќе заврши Никола Груевски, едноставно немаше други излез. Можеше да се предвиди како ќе сака да избега, само излеј институциите тоа не го видоа, имаше нели на фокус, на наслов над 4-5 месеци пред да избега. Имаше на насловна страна дека подготвува бегство, само институциите тоа не го видоа. И како да ви кажам, освен преспанскиот договор, и тоа може да се каже дека е еден од тоа хајлайт на годината, само за разлика од преспанскиот договор. Мислам дека тоа видео треба да послужи и за овие сегашни функционери, се менува. Да ги подсети. 4 години многу брзо, како да кажам, поминуваат, завршуваат. Сега мислам дека се веќе влегуваат во третата година на нивното функционирање, а законот речи си. А законот за медиуми беше првно ниво на ветување, беше приоритет. Тоа се носи во оние 369. Тоа се носи сега и реално без многу дебата. Јас сум и член на управниот одбор на ЗНМ, не дека имаме кој знае какво, имаме информација дека ќе се намалат казните за медиуми, ама тоа е тоа. Не е доволно. Се добива ли впечаток дека можеби ако на почетокот на 2018 година малку повеќе, барем од мој аспект, оптимистички верувавме дека тие сите потребни реформски закони ќе бидат донесени побрзо, вклучително Фуркан спомена и ти, тоа е факт, беше како приоритет законот за медиуми, имаме случај сега каков што имаме случај. Господинот Костовски дополнително спомена дека поголемиот дел од новинарите не ни знаат што се содржи. Веро. Дали сметате дека можеби следнава година 2019 можеби и ние како медиуми, меѓутоа и целокупно и власта па и надлежните институции треба многу повеќе да поработат, да се истуркаат и во правилно време сите тие приоритетни реформски закони да се донесат. Да не остане само на празни ветувања и некако споровозно да води само целата процедура. Само не знам дали имаме приоритети. Не знам прво ние као ФЕЛА дали ги имаме, како ти кажам, обележено нашите приоритети кои ќе бидат за 2019 година. Пред А со оглед на тоа што и медиумите барем меѓусебно може да се каже дека се на некој начин поделени, кај нас има две паралелни новинарски здруженија кои што едните имаат едни барања, другите пак велат не, тоа има во корист на буквално влијае и на работната атмосфера. Ние пример имате супер колеги кои што можеби и приватно се дружите, ама работат во медиуми кои што се конкуренција и кога ќе искочиш на кафе не можеш баш се и се што да збориш, затоа што пазарот стана многу агресивен. Многу медиуми имам во овој пазар, а реално не зборевме пред емисија, можеби амбиентот се подобрува, полесно се работи, ама платите останаа исти. Имаше нели извештај ЗНМ пред неколку дена го промовира. Скоро 50% од новинарите земаат плати под просечната, што е нели под 24.000. Над 50% од новинарите минатата година им каснела плата. Не, медиуми се отвараат, но мислам дека социјалниот економскиот статус се уште без тоа мислам дека нема да има напредок. Ќе ви кажам, ја кога почнав да студирам новинарство, имавме преку 40 колеги во групата. Денеска, не знам, испод 10 се што се пријавени. Се губи интересот за ова професија и не знам, тоа е многу лошо и да довербата е. Реално, ја мислам дека утре ако се направи една анкета, ние ќе бидеме тука негде со доверба со политичари. Веќе не направија
Може би е ефектот од нели времето што го поминавме под, ќе го кажам, режим. Мислам дека беше режим. И буквално не гледаат исти како политичари. Никако јас се обидував од првиот ден кога почнав со оваа професија, се обидував да бидам што поблиску до, како да ви кажам, тој нормалниот човек што станува са бајле, нели, нема што да јаде. Во поглед на Ама тоа, тешко иде. Фуркан, има повеќе ситуации во кои што буквално си ги бркал политичарите, оние кои што реагираат на социјалните мрежи, повторно ќе кажам, па и помеѓу колегите велат дека тој е еден начин на герила барање одговори е она по што Фуркан стана препознатлив. Колку често ги добиваше тие одговори кои што ти беа потребни во однос на транспарентноста на политичарите и колку самиот сметаш дека промени некои работи? Па ја мислам, не ја, него ние по младата генерација на новинари сменивме доста работи. Ја пример кога уште беше премиер Груевски, не беше нормално да постоиш прашање надвор од протокол. Пример, во Тетово, памтам на првиот прес кога бев, во Тетово се протестираше заради Југохром, а пресот на премиерот беше купи куќа за млади. И ја 10 минути се обидував да поставам прашања за протестот, а таму беше и министерот за економија и сите други министри и после буквално војна на зборови ми дозволија да прашам. Само памтам ми рече тогаш портпаролот на владата, окей колега, ќе прашаш за Југохром, само да видиме дали другите колеги имаат прашања за темата. Никој немаше прашања за темата. Сите беа интересирани. Сега тоа го сменивме. Премиерот денеска знае дека ако отиде на нас, там пример да промовира, не знам, некоја книга, знае дека ќе има и ќе мора да ги даде одговори. И па се не знам дали мора, ама знае дека ние ќе го прашаме. Не, дали тие ќе бидат точни или ќе бидат завиени одговори е едно, али дали ќе одговори е него работа, ама знае дека ќе го прашаме. Така. Се беше онака по нечи план договорено. Мислам дека тоа го сменивме и убаво што го сменивме, ама има многу уште да се работи. Многу треба да се работи. Посебно да ја вратиме довербата на луѓето кон новинарството, кон нас. Не сакам мене некој да ме буквално новинарството се поврзува само со лоши работи денес. Господине Костовски, ваше видување за ова? Вие сте долги години новинар, како што е веќе познато. Ја имаат ли изгубено граѓаните? Морам да речем дека се согласувам дека никогаш немало на ситуација во која политичарите биле ставени во ситуација да мора да одговараат. Тоа е затоа што значи дека еден сегмент на тоа диригирано новинарство заминува. За жал, иако немаме многу телевизии, еве и други медиуми, не би ги подценил ни овие социјални медиуми, бидејќи ја мислам дека стануваат секаде во светот, па и кај нас многу моćни. Би рекол дека партиите стануваат најпродуктивни центри на вести кај нас. Има еден колега кој избра дека дневно имаме околу 40 вести кои се емитуваат од двете најголеми партии. Знаете што значи тоа? Вие горе-доле, колку и да селектирате, вие мора да ги имате тие партиски соопштенија. Тие ги полнат вестите, знаете. Тоа е веќе изработена една шема од која некако тешко се ослободуваме. Сега можеби некој студио нема да емитува, можеби помалку или повеќе, меѓутоа мислам дека се тоа уходени канали, особено што го прави ВМРО ДПМН, мислам дека тие едно време дури ги насочува нивните вести да се прикажуваат како да се оригинални вести на некој медиум, сакате да речеме Курир кажува или Република кажува, па другите ги преземаат. Тоа е проблем. Тоа е страшна работа, во тоа сме ние многу оригинални, морам да речем, бидејќи тоа не знам колку е во другите земји карактеристики. Ама и гледачот е навикнат да гледа такви вести. Многу е тешко да го одвикнеме. Ти ако не му ги пуштиш првите вести да го има премиерот, па другиот министер, па опозицијата, он нема да ти гледа вести. И сега знаете, го пуштате премиерот, па го пуштате лидерот на опозицијата. И веќе во дневникот губите 5 минути или 3 минути. Тоа се тие. Кога сме кај ова, сега на памет ми падна една идеја, кога сме имале прилика да отвориме линии и да зборуваме со граѓани, апропо најчесто нели политички теми кај нас. Има еден можеби парадокс во наше општество. Граѓаните се жалат, односно не критикуваат дека често ги труеме со политика и дека нели медиумите постојано презентираат дека нема нешто што добро да се слушне, а од друга страна генералниот заклучок е од тука сите што сме дека како што кажавме има шаблон и не може да се задржи вниманието на граѓанинот ако го немате
премиерот или опозицијскиот лидер. Зошто сме ставени во таква парадоксална состојба? Па има некоја инерција и јас не би ги подценал моќта на политиката да влијае. Има многу начини на кои не влијаете, не можете. Ова ја што го спомнав е сигурно факт. Ако имате 40 вести од двата табора, вие барем 5 ќе имитувате или 6 заради пропорција сега. Мислам некаква. Веќе ќе имитувате 6 и со тоа тие си наоѓаат свој простор да влезат заради обемноста на продукцијата. Заради тоа што многу луѓе се бават со тоа. Ние кога зборуваме баш за медиуми, јас викам не го подценувајте, тоа е најакиот извор на медиуми кај нас. Таму работат десетици луѓе на тоа. Со тоа се цели штабови кои си имаат свои сручни тела, знаат како да го насочат, знаат како да извртат вистината, знаат како лажна вест да пласираат во име на некаква вистина и ние и медиумите се претвараат во некаков ринг каде што двете партии секој ден се судираат. А има и надвор од сето тоа живот, значи нешто се случува, некаде има и други проблеми, луѓето треба да знаат, не знам каде да возат, ако има невреме. Тие елементарни информации дури не може да ги пласирате. Се во последниот период почесто се зборува за големиот проблем, ако може така да се каже, со лажните вести. Како да се бориме со лажните вести, односно да се создаде една атмосфера за граѓанинот да прави разлика во презентирање на информација и се тоа што повлекува понатака. Мала земја сме ние. Да, проблемот на фейк ньюс, лажните вести е голем, меѓутоа ние сме мала земја со многу медиуми кои што опасно е, да, но може лесно да се стигне до изворот и да се провери. Сега дали сакаме тоа да се провери или сакаме да помине. Тоа е пошто како да ви кажам и до проценката. За некого може би е лажна вест, за некого не е. Имаше, нели, последниот случај со Столе. За некој е лажна вест, ама некој веќе го видува Столе како си иде, кога почнува говорот на албански. Он стана си отиде. Немаме ништо официјално и сите збориме дека да, тоа е еден вид на проблем кој што ако не е пласирана информацијата од начинот на кој што тоа се случувало таму, сите заземаат став без при тоа да знаат што се случувало во суштина. И да, треба барем со разграничување на тие лажни вести да се врати некако и довербата што е вистина, што не е. Меѓутоа, кога зборуваме за лажни вести, несомнено тука е транспарентноста како еден голем дел, важен дел за враќање на довербата кај граѓаните, меѓутоа транспарентноста која што новинарите ја бараат од пред се власта, потоа и опозицијата годинава. Во Македонија се случува неколку работи, може да ги наброиме само дел од нив, како на пример случајот кој што беше со пајакот, со еден од функционерите на ДУИ, потоа оној гаф со фондот за иновации, градоначалникот од Ново село, потоа ова изјавата последната на владиката Петар, судските реформи се уште предмет на дискусија, договорот е предмет на дискусија. Во поглед на тоа, колку транспарентноста, како ја оценувате транспарентноста, барем на овие кои што се најзадолжени, најповикани да ја даваат пред јавноста? Во дел од тие случаи вие не можете да ја барате одговорот во транспарентноста, туку затоа што нема кој да одговори, мислам, на некои од тие работи се, што знам, излезе поп од висок свештеник од МПЦ и ја каже таа небулоза. Може би најдобро е да го прескокнете тој, да го заборавите, отколку да реагирате. Мислам, затоа што не треба ни на све да се реагира. Иначе за фейк ньюс, ја да ви кажам искрено, мислам дека некогаш и помага. Тие случајот со бегачиот бегалец екс-премиер, лажната вест во политика ни помогна да најдеме од каде избегал. Свекате, ние имавме еден период кога не знаевме. Веста на насловна во политика дека избегал од Тирана со авион, која многу добро новинарите ја прочитаа кај нас, одма ја прочитаа, дека нема таква агенција и така натаму. Дали свекате, значи ти дава патока за каде да бараш. Мислам, тоа се работи и никој немаше реакција. Ние за бегалецот Никола Груевски од ниеден официјален извор се уште немаме ништо. Па господин Костовски, баш тоа е прашањето. Колку време треба да почекаме да добиеме прав одговор од институцијата? Па во овој случај очигледно се сокрива вистината. Мислам, што да ви речам друго. Вие имате сега, рекоа, една недела, па
15 дена, се имате уште нови 15 дена. Три извора се на проблемот со Груевски, тоа е јавното обвинителство кое не побарало притвор, судот кој претходно не давал притвор, претходните случаи не давал притвор, и значи се создава една атмосфера дека нема да даде и што и да барам. И трето е, се разбира, Министерството за внатрешни работи. Тие три институции треба да ги погледнете и ја не знам колку време треба да се најде одговор на тоа прашање. Мислам дека повеќе од 3-4 дена не требаше да се добие. Не е проблем. За да се расчисти кој е виновен. Затоа што ти што велиш пред 4 месеца се знаеше дека ќе побегне. Маркес има еден роман Хроника на најавено убиство, имаме Хроника на најавено бегство. Буквално сите го гледаме и сите очекуваме кој минут ќе се случи тоа кога тој ќе побегне. Беше очигледно нервозата пред 3-4 дена пред неговото бегство кога истрче од судот дека тој ќе побегне. Дојде во парламентот последниот обид да ги разубеди тие, разбра тој дека ќе има 80 гласа. Тоа му беше неговата последна задача овде да го спречи договорот во што ќе се случи во и да не Ама нарекуваме. некако сите на крај излегува јавноста изненадена. Печатокот Ја генерален. да ви Не кажам, може би Без од разлика, нас. да, ма без разлика дали била изненадена, зборуваме за она кој што Не треба треба ние да институциите бидеме. кои што треба да го даде одговор на да, те. Па и Не. вклучително и институциите. Ја мислам дека проблем не се одговорите. Од оваа влада добиваш одговор за се. Транспарентни се, да, ама одговорност така е останала. Нула одговорност. Не може министер да искочи да каже мене не ме интересираат граѓаните, а да нема последици за таа изјава. А Да. зборуваме може- за министерот за животна екологија. средина. Секако, не може човек што Мислам дека взима плата од мојот данок да искочи јавно и да каже дека сега како и да се сватило тоа. Ја 2-3 дена после тоа му пружам микрофон и се обидам, ако е лошо сватено, да се извиниш и окей сме. Не се извини. Не може, денеска се уште министер, транспарентни се да, од оваа влада ќе добиеш одговор за се. Може некој одговор ќе, знаеш, ќе ти го дадат покасно, може одмах ќе ти одговорат, но одговор ќе добиеш. Но кај останува одговорноста. Да. Имаше многу случаи за кои што требаше да се поднесат оставки. Како што можеше да поднесе оставка директорот на БЈБ? БЈБ. Да, затоа што Случајот со джипот. Да. Со превезувањето. Тоа беше прв случај на поднесување на одговорност за некоја постапка, за некоја грешка, ама не продолжи. Остана тоа. Имавме скандали со Фондот за иновации, имавме скандали со Министерството за здравство, тендерите. Сега прекинате тендерот. Па прекинате затоа што имаше стотина прилози по телевизии. Така. А некој имаше намера Можеби ќе да украде поминеше. државни пари. Да. Намерата се казнува, нели? Не, мислам дека Апсолутно, одговорноста е проблем. На оваа влада најслабата точка е одговорноста. Мислам, ја ќе го спомнам и случајот со првиот човек на Агенцијата за млади и спорт. Она печатање на една книга со скандалозна. И одговор имате од премиерот дека тој е многу добар активист. Па што ни е гајле назвали е добар активист? А замислете, се менуваат министри затоа што не им како да кажам, не им се покејф на председателот на партија. Малце тоа. Да, тоа го има веројатно можеби повеќе и во не знам. албанскиот блок. Па и ова последната смена што се случи вчера. За последната зборувам. Мислам толку долго се тегнеше што веќе дури го изгуби своето основно значење, дека весте го смениле некого. Ако толку долго ви треба и тоа не слабата карика во системот, тоа не свакате, значи тука можеме да чепнеме и еве ќе го трнеме. А што станува за оние покрупни работи што едноставно не се сакаат да се направат нешто. После првата, да речеме, непоминување на едно кадровско решение за струшките вечери на поезијата, ја веќе и не се сеќавам дека некаде се попушти. Едноставно може за све да бидат транспарентни, да кажуваат, да речат дека имаме успеси или не. Али немој да ми допреш во моите кадри. Мислам дека тоа сега стана еден вид Библија на оваа влада и јас ние како новинари, веќе кога зборуваме на таа тема, не може министерката за одбрана да ангажира за советник лице заради кое ние сите новинари сме штрекувале. Пазете, сме искачале на улица. Мислејќи таа, кога беше главниот одговорен уредник на еден весник, ги избрка новинарите. Тоа беше најмасовно бркање на новинари заради штрајк кој го организираше синдикатот. Дали ме сваќате? Значи, вие доаѓате во ситуација да браните упорно некако свое кадровско решение и јас мислам дека сите притисоци, еве е нашата, да речеме, немоќ. Сите притисоци што јавноста ги вршеше во однос на тоа дека имате погрешни кадри,
не ги гледам дека се исполнија, освен во оние случаи кај што имавте, да речеме, како тој градоначалник на Ново село и така натаму, да, меѓутоа тој отиде во затвор, више немавте начин да го одбраните. И пак го одбранивте ако гледаме тоа каква пресуда доби, тоа беше очигледно наместена пресуда, и да не се извлечеше на стара пресуда со која тој бил на условна осуда, а како сте го ставиле со условна осуда на такво место, тоа е посебна приказна. Значи, не можете да... Еве, нека се сетат некаде што се случува со градоначалници со и пониски нивоа. Немате вие, уствари, ефект од она што медиумите го откриле. Така, кратко само за крај, ако може како новинари да оделите настан на годината или политичар на годината и што е она што не очекува од 2019? Поелете. Јас мислам дека имаме еден брилјантен политичар, тоа е министерот за надворешни работи. Мислам дека него би сакале да го имаат и многу поголеми држави и поразвиени, тој покажа невидена вештина. Мислам дека овој договор во Преспа е во голема мерка и негова заслуга, се разбира и на другата страна, неговиот колега од Грција. Мислам дека тоа е едноставно личност која не би ја заобиколил никако. И тука сигурно има нешто што би пропуштиле и некои други луѓе, имавме и срекна околност и така натаму. Меѓутоа, мислам дека тој се покаже како министер на кој не може да му се стават опашки бар за неговата работа, што треба да ја завршува, нели? Тоа нас не интересира, она што треба во тоа министерство тој да го работи. Така. Фуркан? Фуркан? No, ја ќе оставам на крај на мандатот да пофалам некого, за критики има многу, ќе оставам за друг пат. За настан на годината секако договорот со Грција, само да се надеваме дека ќе вреди, дека ќе се ратификува и овде кај нас, но и во Грција. Дефинитивно не само за мене како новинар, него и за целата држава, тоа е настан на годината. Сега како нели има две групи како гледат на договорот, но сепак позитивните и негативните ефекти ќе ги видиме откако целосно се ратификува. Да. Ви, колеги, ви благодариме многу за вашето гостување и овој разговор. Да, почитувани, секако останете со програмата на нашата телевизија, со мене и со колегата Чалски. Ќе се видиме веќе на денот на скоро Нова година, 31 декември, односно понеделник. До тогаш, довидување.